Организацијата Норгесвел Крива Паланка во партнерство со Сдруженијето Центар за рурален развој Бујрум Куманово, Сдруженијето на граѓани на локална акциона група за рурален развој Гласот на селото Куманово и Фондацијата за развој на локалната заедница Штип во изминатите 11 месеци го имплементираа проектот Граѓанско учество во руралните средини на територијата на североисточниот плански регион. Проектот е имплементиран благодарение на УСАИД и проект за граѓанско општество кој е спроведен од страна на Фондацијата Отворено општество Македонија. Проектот содржаше низ активности за зајакнување на капацитетите на младите и жените од 15 до 24 години од руралните средини во Липково, Старо Нагоричане, Кратово, Куманово, Крива Паланка и Ранковце, како и младите од источниот Штипски регион. Неопходно е поттикнување на граѓанскиот активизам преку формите на непосредно учество во одлучувачките процеси со цел постигнување на позитивни општествени промени во руралните средини, истакна Даниела Анастасовска, координатор на проектот. Имаме представници од општини, имаме представници од јавниот сектор, од приватниот сектор, како и младите кои што редовно не следат на сите наши одбори. Има разлика помеѓу североисточниот плански регион и регионот во Штип, каде што можеме да видиме дека младите се далеку понапред со своите идеи, размислувања и активноста на ова поле. Преку конкретни мерки постигната е целта за подигнување на свеста кај младите да бидат погласни во барањата за решавање на проблемите во нивните заедници, но и пошироко во регионот, зашто јасно говорат неколкуте примери во кои младите поднеле иницијативи до надлежните институции, дел од кои веќе се позитивно решени. Младите се покажаа како доста активни со тоа што беа изготвени билтен и барања за нивните потреби. Барањата беа поднесени до релевантните институции со тоа што многу сме горди на моментот што веќе добивме одговор и тоа добивме одговор од општина Старо Нагоричане, од општина Куманово сектор за екологија и од јавното претпријатие Куманово паркинг. Куманово паркинг изреагира со момент дека беше барано да се осветлат некои улици и населени места, со тоа што рекла дека можат да одговорат во Соколана, местото познато како Серава и главната улица кај Средорек во Куманово. Старо Нагоричано беше поднесено барање за чистење на реката Пчиња, со што ни одговорија на барањето дека ќе биде според стратегија и акцијски план кој имаат изготвено, ќе биде изреагирано по тоа барање, додека од општина Куманово секторот за екологија беше поднесено барање за депонија и отпадот, со тоа што според нивната стратегија се предвидува дислокација на депонијата. Дефинирани се најголемите проблеми со кои се соочуваат младите во руралните средини, а од Норгесвел потенцираа дека е зголемена и свеста за основни демократски фундаментални права на младите од руралните средини во североисточниот плански регион, насочена кон релевантните институции кои имаат надлежност за решавање на нивните проблеми. Многу ни значи следењето од медиумите на сите активности кои што беа спроведени, затоа што тоа е и цел на нашиот проект, да можеме активно да ги информираме младите од 15 до 24 години во руралните средини за се што може да направат и како да придонесат во своите локални заедници. Со проектот Граѓанско учество во руралните средини зајакнати се и вештините на младите за вмнежување и настап пред мас медиумите преку нивно учество во дебатни емисии.